Драги приятели, вечера сакам да позборувам со вас, поточно да анализираме една тема која ме поттикна еден телефонски разговор денеска со еден пријател. Всушност се работи за канцеларката на Германија Ангела Меркел, но не само за неа, тука ќе биде спомнат и лидерот на Северна Кореја Ким Јонг Јунг, како и новиот претседател Бајден. За што се работи? Кој што видите на самото видео, значи на наслов на видеото пишува кој владее со Германија, дали канцеларката Ангела Меркел е жива. Се чудите, да. Јас лично не верувам дека е жива, дека со Германија владее нејзиниот војник. Зошто го велам тоа? Во почетокот на 2019 година, добро знаеме, она доби една болест која е тешко излечива, иначе потекнува болест од Нова Гвинеја. Мислам, чисти викаше, не ми држите за збор, но се работи за која се добива со сатански обреди, поточно конзумирање на месо од мртви луѓе. И тогаш се сеќавам кога пишав и за тоа, ја текстови, дека со таа болест најмногу може да се живее 1 година. Што се случи? Она, кога почна со трсење, мислам дека прво беше со новиот претседател на Украина Зеленски, Владимир Зеленски, потоа на пресконференцијата со претседател на Германија и мислам дека имаше уште еден, дали на Јапонија, не сеќавам добро време, дали се збор, за да потоа замине во Швајцарија на лекување. Што малку нелогично и таму остана до 3 месеца, бидејќи Германија има многу подобро здравство, да не зборувам за болници и така натаму. Значи, она беше тргната од јавната сцена во Германија. И веројатно, тоа моите анализи зборуваат, јас сум сигурен во тоа, но немам докази да ви тврдам, дека во моментот е подготвена нејзина замена или двојник. Зошто го велам тоа? Пред малку, значи пред да се одлучам ово видео да го правам, на Google побарав фотографии од Ангела Меркел најнови, значи од 2021 година. И кога погледнав добро фотографијата и видеото каде се тресе на конференцијата со претседател на Германија, уочив дека постои разлика во изгледот. Дека се работи за две Ангели Меркел, иако мора да се признае двојникот е многу добро направен, но се познава по виталноста на ликот. Иначе од секоја болест немаш теорија, значи шансот така да се витални се и понатаму. Но која беше мојата втора причина да верувам дека не е она, значи ја не би сакал на никому смрт најмаконено, но не верувам дека е меѓу нас и живите. И од друга причина. Значи, по нејзиното заминување во Швајцарија, доаѓа до прометување во изграбата на Северен ток на гасоводот, што не беше нормално, бидејќи она беше во поттик на гасовод, бидејќи нивните термоцентрали работат на јаглен, а јагленот го носат од Косово, поточно Трепча, и сакаа да го заменат јагленот со поевтина работа, тоа е газ со рускиот газ, и затоа дојде и до изградбата на гасовод Северен ток 2. Инаку пред нормално беше изгледа Северен ток 1, а гасовод Северен ток беше најмногу за Германија, за нивната индустрија. Тоа работа може би се забележите за овие 2 години, значи од 2021 година, сам 2021 година, Германија се воопшто нема мешано во односите меѓу Србија и Косово. Тука е преземувалата САД. Значи, се гледаше што помалку присуство на Ангела Меркел во јавноста. Тоа руси го забележаа и многу не интервенираа, чека да се одвиваат. И не случајно
наводно кога се вратила од Швајцарија од лекување, она веднаш даде оставка, поточно не се кандидираше за повторно за претседател на ЦДУ, а и најави дека ето нејзин последен мандат нема да се кандидира за канцеларка на Германија. Кој ќе земе во предвид дека е помлада и од Владимир Путин, а 12 години од новиот претседател на САД Джозеп или Џо Бајден, она е 54-та, а Џозеп Бајден е 42-та, Путин е 52-та. Тоа зборува дека нешто не е во ред. И самото справување со кризата од ковидот или коронавирусот, како сакате кажете го, беше ненормално за Германија. Прво Германија, кој што реков, има здрава економија, јака индустрија, здравство, технологија, медицина. Интересна работа, Германија продаде, а тоа беше турска лабораторија, прв пат Трамп и понуди $1 милиарда, одбија, а после ја продава за 700 милиона, што значи тука не стоеше Ангела Меркел начело на државата. И ова што се случува сега, хаосот, многу заразени, болни, починати во Германија, не е случајно. Тоа се факти кои ги наведувам, мислам што придуват од мојата анализа дека не се работи за иста личност. И добро, кој ќе погледна фотографите, или вие кој ќе погледнете фотографите кои ви ја постирам као насловна на видеото, па и на пост на мојата веб страница, ќе забележите разлика помеѓу ликот на Ангела Меркел во фотографијата и ликот од видеото покрај претседателот како се тресе. Точно дека 99% може ќе каже некој сличност е, да, ама има 1% кој треба да се забележи. Тоа е пробавителноста на ликот, свежината на ликот и така натаму. Втора личност за која би сакал да позборувам, што може би исто не е меѓу нас, меѓу живите, тоа е Ким Јонг Ун. Пред 2 години се така се појави информацијата дека починат, го немаше месец-два, после се појави дали не он или неговиот двојник во сечење на лента во фабрика. Потоа го немаше воопшто во јавност, денеска цела година помина од корона кризата, нема никаква негова изјава. И тука се поставува прашањето, да знаеме дека траше од диабетис и дебелина, дали исто така воопшто жив, или неговата сестра Владен не со него. И трета личност која е малку чудната е новиот претседател на САД Џозеп или Џо Бајден, кој како сакате наречете го, се појавува во неколку ликови. Значи не е истиот личност кој ги држеше говорите ми само претседателската кампања, кој се бунеше, кој го забораваше името на неговиот против кандидат Доналд Трамп, го нарекуваше Џорџ, мислејќи на помладиот Џорџ Буш. Така да, во моментот на светската политичка сцена, освен, иако исто приказно сака да пушта за Русија, но се гледа дека не е така за Владимир Путин, значи он немаше такви осуства, се гледа дека прашање кој владе во моментот од големите светски лидери. Зборувам за Германија, Северна Кореја, иако она не е толку земја, големона сепак е нуклеарна, Америка кој е истински владател. Веројатно Џозеп или Џо Бајден се појавува, не викам дека не е меѓу нас, но за Ангела Меркел и Ким Џонг Ун малку ми сумнително, не малку, да кажем 90%, мислам и моите анализи зборуваат дека не се меѓу нас, за жал. Но тоа е нормално поголема за жал за нивните земји. Инаку ово што случува во Германија, ако беше Ангела Меркел меѓу нас на вистина, немаше случаи толку заразени. Сега почна да го видат малтене фашистички режим во Германија со затварање, карантини и така и натаму. И трета работа, Ангела Меркел не би дозволила да останат без вакцини. Реков дека германската медицина е доста силна, конкурентна на сите, па и на и руската.
Од тие причини треба да се запрашаме кој денеска водат се во Германија. А сето една друга работа зборува. Дека со започнување на болеста на Ангела Меркел, буквално започна и распадот на Европската Унија. Владен збор полека почна да го зема претседателот на Франција, Емануел Макрон, за да го покрие частината која имаше Европската Унија со Ангела Меркел. Но тоа се гледа дека не му успева, тоа ќе видиме што ќе се случи. Најверојатно по изборите во Германија ќе се заборави Ангела Меркел, а ретко некој ќе објави тоа, не верувам дека ќе се објави вистината за неа. Но еден ден, сигурно, после 10-20 години, ќе се знае кој е менјал, зошто и како. Но, кога се работи, например, за САД и за Џо Бајден, кинезиците се малку тука и тажа, сами си влега во жив песок и од кој тешко ќе излезат без неминуен конфликт со САД. Толку за сега, погледнете фотографите, замислете се, што значи Европската Унија уште постои само на хартија или српите што би рекли на папиро. Предстои нејзин распад, така да не се грижите. И онака немаше никој да станеме и да довикнеме да таа да преговори. И ви посакувам добро ноќ, до следното наше гледање и слушање.